Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. По повод одбележувањето на годишнината од катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година, град Скопје организира бесплатен панорамски разглед на градот, со цел да се зачува сеќавањето на еден од најзначајните настани во неговата историја. Разгледот ќе се одржи утре, сабота, со поаѓање во 10 часот од Порта Македонија, во придружба на стручен туристички водич од Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Учесниците ќе имаат можност да го запознаат Скопје какво што било пред земјотресот, да слушнат интересни приказни за објектите што биле уништени, како и за локациите што го обликувале некогашниот изглед, живот и дух на градот. Од град Скопје информираат дека за учество е потребно претходно пријавување на телефонскиот број 071 250 419. Воедно упатуваат повик до сите граѓани да се приклучат на овој настан, заедно да се потсетат на трагичните, но и значајните моменти од историјата на главниот град, да ја зачуваат меморијата за земјотресот од 1963 година и да ја пренесуваат приказната за Скопје на идните генерации. Општина Ѓорче Петров и оваа година продолжува со мерките за поддршка на најмладите ученици, обезбедувајќи пакет помош за сите првачиња со цел полесен и поуспешен почеток на новата учебна година. Секое дете кое за прв пат ќе седне во училишните клупи ќе добие бесплатен училишен ранец со училишен прибор, финансиска поддршка во износ од 3000 денари, како и бесплатна училишна ужинка. Од општината истакнуваат дека со овие мерки сакаат да им помогнат на семејствата и да обезбедат еднакви услови за сите ученици уште од првиот училишен ден. Градоначалникот Александар Стојковски порача дека првиот училишен ден е почеток на едно важно животно патување, исполнето со нови знаења, пријателства и предизвици, поради што локалната самоуправа и годинава останува посветена на поддршката на најмладите. Тој нагласи дека секој дете заслужува безгрижно да го започне своето образование и дека вложувањето во образованието представува инвестиција во подобра иднина за целата заедница. Од општина Ѓорче Петров потенцираат дека и во наредниот период ќе продолжат со активности и проекти насочени кон подобрување на условите за образование и обезбедување поголема поддршка за учениците и нивните семејства. Со свечена завршница на плоштадот Скендербек, синоќа беше спуштена завесата на 8-то издание на меѓународниот фестивал Фолкфест Скопје 2026. Финалната вечер донесе настапи на фолклорни ансамбли од повеќе земји, кои преку музика, танци, традиционални носии ја представија богатата културна разновидност на своите народи. По настапите на сите учесници за победник на овогодинешното издание беше прогласен ансамблот од Грузија. Пехарот за првото место го врачи градоначалникот на општина Чаир Изет Меджити. Второто место му припадна на ансамблот од Мексико, додека третото место го освои Летонија. Меѓутоа им честиташе на победниците и на сите учесници, истакнувајќи дека фестивалот представува значајна културна манифестација која ги обединува народите преку фолклорот, музиката и традицијата. Тој нагласи дека општина Чаир ќе продолжи да ја поддржува оваа манифестација и во иднина, со цел Скопје и понатаму да биде место каде што ќе се среќаваат различни култури и се промовира меѓународното пријателство. Како победник на Фолкфест Скопје 2026, ансамблот од Грузија ќе биде специјален гостин на следното издание на фестивалот, продолжувајќи ја традицијата победникот повторно да настапи пред скопската публика. Советот на општина Центар го усвои предлог правилникот за доделување еднократна финансиска помош за граѓаните и правните лица, чии домови и објекти беа уништени во неодамнешното силно невреме. Со оваа одлука се создаваат услови за финансиска поддршка на погодените со цел полесно справување со последиците од временската непогода. Градоначалникот на општината Горан Герасимовски информираше дека покрај институционалната помош што ја обезбедува општината, донел одлука и лично да донира средства во солидарниот фонд, упатувајќи повеќе до советниците да се приклучат на иницијативата. Тој истакна дека во вакви ситуации е неопходно да се покаже солидарност, одговорност и вистинска грижа за граѓаните кои претрпеле штети. Според Герасимовски, локалната самоуправа има обврска да биде меѓу првите што ќе им помогне на сограѓаните кога тие се соочуваат со последици од природни непогоди. Од општина Центар посочуваат дека финансиската помош е дел од поширокиот пакет мерки за поддршка на граѓаните и правните субјекти погодени од невремето, а постапката за нејзино доделување ќе се спроведува согласно усвоениот правилник.
Општина Кисела Вода ја започна постапката за обештетување на граѓаните кои претрпеа материјални штети во силното невреме што го зафати подрачјето на град Скопје на 21 јули годинава. По координативниот состанок со град Скопје, локалната самоуправа формираше комисија за утврдување на фактичката состојба на терен, со што официјално започна процесот за прием и обработка на барањата за надомесна штета. Од општината информираа дека образецот за пријавување штета е достапен во архивата на општина Кисела Вода, може да се преземе и електронски од официјалната веб страница. Пополнетото барање заедно со целокупната документација треба да се достави во архивата секој работен ден од 8 до 16 часот, најдоцна во рок од 30 дена од денот на настанувањето на штетата. Кон барањето задолжително треба да се приложат фотокопија од важечка лична карта или патна исправа, доказ за собственост на имотот, фотографии од настанатата штета, како и записник од Министерството за внатрешни работи доколку е изготвен. Од општина Кисела Вода апелираат граѓаните навремено да ги поднесат своите барања со цел постапката за проценка на штетите и исплатата на обештетувањето да се реализира што поефикасно. Сите пристигнати пријави ќе бидат разгледани и обработени согласно законските прописи во координација со владата и град Скопје, велат од локалната самоуправа. Општина Илинден вечерва со свечена програма ќе го одбележи денот на општината Илинден 2 август. Прославата ќе се одржи на новиот парк плоштад во населбата Марино со почеток во 20 часот. Организаторите најавуваат богата културно-забавна програма наменета за посетители од сите генерации. Централниот дел од вечерта ќе го одбележат настапите на македонските музички изведувачи Јордан Митев и Антонија Гиговска, кои ќе приредат концерт со познати музички хитови и ќе се погрежат за празнична атмосфера. Во програмата е предвиден настап на музички хор составен од ученици од основните училишта од општина Илинден. Во рамките на свеченоста ќе биде прикажана и видеопрезентација посветена на реализираните проекти, капиталните инвестиции и развојните активности што општината ги спровела во изминатиот период, со осврт на резултатите постигнати во повеќе области од локалниот развој. Од општина Илинден ги повикуваат граѓаните да бидат дел од прославата на денот на општината и заеднички да го одбележат празникот во духот на традицијата, заедништвото и континуираниот развој на локалната заедница. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја